Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Неделавана тема загадувањето и влијанието врз здравието на децата. 300 милиони деца или секое седмо во светот живеат во области со екстремно токсично ниво на загадување на воздухот, главно во Јужна Азија и Африка. Загадувањето, според извештајот на Агенцијата за деца на Обединетите нации, УНИЦЕФ, придонесува за смртност, но и за недоволен физички развој на децата. Во студијата се додава дека дополнително 2 милиарди деца живеат во области каде што воздухот не ги исполнува меѓународните стандарди дефинирани од Светската здравствена организација. Според овие стандарди, оние места каде што загадувањето на воздухот го надминува годишниот лимит од 10 микрограми на ултраситни частички на кубен метар, представуваат долгорочна опасност. Портпаролот на УНИЦЕФ Кристоф Булјарк вели: Cette étude, elle nous apprend deux choses principalement. Il y a 300 millions d'enfants aujourd'hui qui vivent dans des zones où l'air est pollué avec des niveaux de toxicité très élevés, 6, 7, 8 fois le niveau, le standard établi par l'Organisation mondiale de la santé. Elle nous apprend aussi que, plus largement, il y a 2 milliards d'enfants qui vivent aujourd'hui dans des zones où l'air est pollué, ça veut dire au-delà, encore une fois, du standard de qualité qui est défini par l'Organisation mondiale de la santé. УНИЦЕФ објави студија под наслов "Исчистете го воздухот за децата", во која користи сателитски снимки од НАСА за да ги покаже загадените области со цел да се види колку деца се изложени на тоа. Светската здравствена организација проценува дека загаденоста на така наречениот надворешен воздух во 2012 година било причина за смртта на скоро 3 милиони и 700 илјади луѓе, меѓу нив 127 илјади деца под 5 годишна возраст. Меѓу изворите на загадувањето се фабриките, термоцентралите, автомобилите со внатрешно согорување, прашината и чадот од отпадни материи. Загаденоста на воздухот во затворени простории поради грејење и готвење на дрва или на газ, што се користат главно во посиромашните земји, убива повеќе луѓе. Истата година од вакво загадување починале над 4 милиони и 300 илјади луѓе, од кои 530 илјади деца. L'enfant, d'abord, il respire 2 fois plus rapidement qu'un adulte. Ça veut dire qu'il inhale beaucoup plus d'air proportionnellement à sa masse corporelle qu'un adulte. Ça veut dire que donc il est beaucoup plus sensible à la qualité de l'air. La pollution atmosphérique, elle affecte les voies respiratoires de l'enfant parce que ces voies respiratoires sont beaucoup plus perméables qu'un adulte. Тоа според Булјарк може да има последици и врз нивниот мозок кој се уште е во развој. Станува збор за оштетување на заштитата на мозокот, што може да доведе до неповратни штети на церебралниот развој на децата, со што се загрозува нивната иднина. Tout ça, ça a un impact très grave sur la santé de l'enfant. On estime que c'est 600 000 enfants, la mort de 600 000 enfants de moins de 5 ans est liée à ces problèmes de pollution atmosphérique. Il y a plus d'1 milliard d'enfants qui meurent de pneumonie chaque année dans le monde. La moitié de ces cas de pneumonie, donc mortels, est lié à des problèmes de pollution atmosphérique. Donc Вели тој, наведувајќи дека извештајот беше уште еден апел до владите на 200 земји во светот пред нивниот состанок од 7 до 18 ноември во Мароко за рестрикција на употребата на фосилни горива со цел забавување на климатските промени. УНИЦЕФ исто така бара од владите да им дозволат на децата полесен пристап до кампањите за вакцинација за намалување на нивната чувствителност према респираторните болести. УНИЦЕФ бара училиштата да бидат што подалеку од фабриките и другите извори на загадување на воздухот. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонија веќе неколку години е на врвот на светските листи за изложеноста на граѓаните на загаден воздух, како и смртноста од таа изложеност. Станува збор за, како што велат експертите, тивок, но видлив убиец. Најпогодени се секако децата и тоа токму кога за нивниот раст е потребно да дишат чист воздух. Со грејната сезона доаѓа и загадениот воздух, а најпогодени се децата.
Скопје и натаму високо котира на листата на најзагадени градови во Македонија. Светска банка во студијата Зелен раст процени дека Македонија е на прво место на листата за изложеност на граѓаните на загаден воздух со цврсти честички. Земјата е и на петото место според годишните смртни случаи предизвикани од загаден воздух. Поточно според Светска банка, аерозагадувањето во Македонија убива 1350 луѓе годишно, а македонската економија трпи штети од 253 милиони евра, како резултат на високиот број случаи на прерана смрт, трошоци во здравството, намалена продуктивност на населението и отсуство од работните места на граѓаните. Мораме да знаеме и да сватиме дека чистиот воздух секогаш вели представува еден од клучните елементи за здравјето воопшто на не само на децата и на возрастните исто така, бидејќи ние го живееме животот, но не размислуваме во секојдневието што све вдишуваме, а тоа пак ќе кажам дел од здравјето и вдишувањето на одредени токсични елементи што може да се најдат во воздухот, како што велите од тој вид на загадување евентуално може да причини компромитирање на работата на функцијата на белите дробови. А велиме трите органи се важни за функционирањето и здравјето на детето. Тоа се белите дробови, срцето и мозокот. Анализата на Институтот за јавно здравје покажува дека околу 50% од децата кои побарале лекарска помош имале респираторни проблеми. Месеците декември, јануари и февруари се токму со највисоките стапки. Аерозагадувањето според доктор Драган Ѓорѓев од Институтот за јавно здравје е тивок и видлив убиец. Значи, ако земеме кај децата, например, кај децата е и текако сериозен причинител за недоволен раст на белите дробови, а со тоа се намалува и функцијата на белите дробови кај децата кои што подоцна стануваат кандидати за почести астматични напади или кандидати за хронични болести. Значи, тоа се сериозни бројки. Софијанова апелира семејствата слободното време да го користат за своите деца да ги однесат на места каде воздухот е почист. Викендите повеќе надвор, повеќе на планина, повеќе на воздух, повеќе во парк, повеќе заедничко фамилиарно дружење. Тоа ја прави благосостојбата уште подобра, не само токсичен аспект кој што знае некогаш воздухот да го причини за кој пак ќе кажеме еве денес говориме, туку и од еден друг емоционален и малку по да речеме и фамилиарен и поубав пристап кон децата, бидејќи децата вистински бараат нега и внимание, кое еве уште една дополнителна причина да ја собере фамилијата заедно. Во здравствената стратегија на Министерството за здравство до 2020 година е наведено дека респираторните болести го заземаат четвртото место како најчеста причина за смрт, при што на бронхитисот, емфиземот и астмата отпаѓаат повеќе од 60% од смртните случаи. Ја следевте видео темата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.